Во новото издание Неко Баланс ке гледате. Дали постојат вистински мерки против загадувањето? Разговараме со Ели Пешева од иницијативата О2. Постојат вистински мерки, дали постои вистинска волја е прашањето. Како македонскиот уметник и дизајнер Никола Узуновски успеа да направи спој на науката, уметноста и екологијата? Уметноста е секогаш рефлексија на реалноста или дури акцентирана рефлексија на реалноста. Така да ние уметниците бараме, мислам, кои се најважните идеи и проблеми во општеството и гледаме да ги евиденцираме. Како Осло ја доби титулата за зелена престолнина на Европа за 2019 година? На 19 јануари годинава Скопје беше најзагадениот град во светот според World Atlas, која мери состојбата со загадување во 4415 градови. Предходно, Air Pollution го рангираше Скопје на 9-то место, 5 места пред Пекинг според загаденоста. Сообраќај, градежништво, палење дрва, гуми, пластика, отпад, индустријски објекти. Кој се загадува? Ја прашавме Ели Пешева од иницијативата О2. Ние сме една неверојатно несреќна околност, така да кажам, во која што многу фактори се измешани. Значи, тука ние пред се индустријата која што се уште у 21 век голем дел од индустријата во Скопје е стационирана во градот или гравитира околу центарот на градот. Домакинствата, како што кажав, голем дел кои што не се греат на незагадувачки горива или не се префрлени на топлотната мрежа, не се греат на газ и слично, се греат на дрва и останатиот дел од средствата кои што ги користат. Сообраќајот ни е ужасен е, значи последните десетина години, знаете, законот за кој што дозволуваш увоз на стари возила, буквално донесе на градските улици се што е отфрлено веќе од Европа пред 10 години. Тука ни е градежништвото, значи кое што не ги применува мерките кои што треба да се ограничат просторот на градење во периоди на летните месеци или на поголеми на минусни температури кај што треба или кај што не загадувањето големо треба да се сопре градежничките работи, меѓутоа се тоа е една комбинација во летните месеци, ни се голем проблем и дивите депони, огновите на отворено. Така што една лоша комбинација на многу фактори и токму затоа не може и не е во ред да било кој вадиме само еден причинител, значи само еден виновник, да се фокусираме само на индустријата или само на домакинствата, затоа што овој проблем е многу комплексен, многу е сложен и стварно бара една исклучителна решеност од институциите за да ги решат сите овие проблеми во исто време, инаку уште 100 години нема да можеме да го решиме загадувањето. Иницијативата О2 постои за да го крене гласот против институциите кои забораваат да го обезбедат правото на чист воздух. Значи, секако дека не сме задоволни, не би можеле да бидеме задоволни кога во било кој период од годината еден од македонските градови, некогаш и 2 и 3 града, понекогаш и 4 градови сме имале кои што се на топ 10 листата најзагадени градови во светот. Секако дека не можеме да бидеме задоволни, работите се поместуваат, не дека не се случуваат одредени промени, меѓутоа тоа е толку малку и тоа е толку споро што понекогаш и сами на себе се чудиме како се уште не држи ентузијазмот во борба со ветерници, буквално, затоа што борбата против загадувањето некогаш кога ќе ја размислиме суштински личи дека нема да има крај. Поради енормното загадување беше одложен почетокот на второто полугодие. Градските власти предложија да не се користат возила, освен ако е неопходно, да се користи јавниот превоз и да се избегнува долготрена изложеност на отворено. Но дали има вистински мерки против загадувањето? И не само во Скопје, туку и во другите градови. Па секако дека постојат вистински мерки, дали постои вистинска волја е прашањето. Инаку вистинските мерки морам да кажам дека се не многу популарни мерки, меѓутоа затоа и бара храброст и затоа бара одговорност од тие кои што сме ги избрале нели да ги застапуваат нашите интереси, кои што дошле на тие позиции да ги застапуваат нашите интереси,
поставувајќи го ова прашање како едно од клучните прашања на кои што се обврзале дека ќе водат сметка. Сега да, непопуларни се, бидејќи како што кажав, инволвираат повеќе индустрии кои што се големи, кои што се обемни, многу голем број на жители се инволвирани во сето тоа, значи за индустријата што би подразбирало, значи примена на нови технологии кои што нема да подразбираат користење на мазут, на кокс, на јаглен и слично, значи поставување на филтри, не само за оние кои што законот им наложува, тоа се индустриските капацитети со интегрирана дозвола, па доколку е потребно, значи дури и дислоцирање на дел од индустриските капацитети надвор од градовите и секако подразбира сериозни инспекции и големи казни за непочитување или за прекршување. Тоа е во делот на индустријата. Кај домакинствата овие мерки подразбираат исто така наоѓање начин како да се префрлат овие домаќинства кои што се греат на дрва и на останати производи, значи да ги префрлиме и да ги ставиме да бидат дел од системот на топлинската мрежа, да ги префрлиме на газ, да им се дадат можности за користење на топлотни пумпи, на инвертери, на фотоволтаици, а дури користењето на пелети да биде можеби последната опција и да биде за оние домаќинства кои што претходните варијанти нема да им бидат солуција. Градежништвото подразбира заградување на градежните парцели, значи водење сметка за разнесувањето на прашината, прскање на улиците, кога се тие загадени со сообраќајот, веќе зборувавме за да ги тргнете вие возилата кои што се под евро 4 или 5 од сообраќајот, подразбира на луѓето да им понудите опција како да стигнат од точка А до точка Б, а тоа значи да им се најде начин за јавен транспорт, незагадувачки, еколошки јавен транспорт. За жал, од буџетот се одвоени малку средства за решавање на овој сериозен проблем. Колку средства навистина се потребни? Доволно е парите кои што се собираат за намена за користење за животна средина по различни основи, по различни даноци и такси кои што ние граѓаните ги плаќаме во различни сегменти, а ги прибираме за сметка на животната средина, да се наменат токму за справување со проблемите во животната средина, бидејќи нас не ни е проблем само аерозагадувањето. Ние имаме проблем и со почвите, законот за почви не ни е донесен се уште, значи имаме проблем со загадувањето на водите, имаме проблем со менталитетот, така што да речеме ние сметавме по една наша проценка дека околу 800 милиони евра се собираат годишно токму врз основа на овие даноци и такси, така што кога сите тие би биле ставени во функција, секако дека ќе може да се скрати периодот за справување со овој проблем. Многу е комплексен проблемот, многу е сложен, но буџетот е една од клучните ставки. Добро е што конечно се постави како стратешка цел, но далеку од доволно е ова што сега се издвојува за борба со у рамките на оваа стратешка цел. Во ваква констелација на односи се поставува прашањето дали постои волја да се реши овој горлив проблем, чии последици доправа ќе ги почувствуваме сите. Овој проблем многу добро звучи во предизборни кампањи и многу добро го фаќа пулсот на граѓаните, бидејќи загадувањето заедно со сиромаштијата е на врвот на точки кои што во овој момент ги интересираат граѓаните на оваа држава, без разлика на нивните партиски, религиски, национални припаѓања. Значи, велам добро звучи, сите ја користат, меѓутоа тоа е декларативно. Гледаме дека во пракса таа волја воопшто не е доволна и не е во оние ја немаме во оној капацитет кој што е потребен за справување со еден волку сериозен проблем, бидејќи волјата, можам да кажам, според нашето искуство како одва иницијатива и многуте контакти кои што ги имаме со различни институции, е многу индивидуална. Значи, гледаме проблесоци на индивидуални луѓе, на индивидуални функционери кои што пробуваат нешто да направат, но како што кажав, ова е стратешка цел и мора така стратешки да се постави, така институциите да ја третираат. Зборуваме за аерозагадување, а голем дел од инструментите во мерните станици не работат. Ние правевме споредба и со последната наша споредба која што ја правевме, значи во рамки на мерните инструменти кои што функционираат во секоја од мерните станици, статистиката е ужасна дека речиси 1/4 од нив не даваат, не враќаат никакви податоци, токму затоа некои од мерните станици се комплетно исклучени, значи се надвор од функција, а некои даваат само делумни информации, меѓутоа не за оние сегменти, за оние вредности кои што граѓаните најмногу ги интересираат, како PM2,5 или PM10 частиците. Да, навистина се овие мерни станици скапи, меѓутоа зошто се чекало
со нивното одржување, зашто не се калибрирале навремено, зашто не биле набавени делови за сервисирање. Да не зборуваме понатаму дека буџетот многу добро ќе дојде за да се прошири овој обем на мерни станици, да се постават многу повеќе низ цела Македонија, низ повеќе населби во големите градови, за да можат точно да се детектираат загадувачите и изворите на загадување. И сега граѓаните принудени се да наоѓаат начин да мерат, нели, со своји мерни инструменти, но мораме да кажеме дека тоа не се релевантни информации, не се референтни податоци, тоа се сепак аматерски мерни станици, така да ги кажеме, но доколку се многу на број, а ние веруваме дека интересот кој што го предизвикува кај граѓаните ќе го наметне тој број да се зголемува, тие ќе покажат исто така тренд. Значи, исто така може да покажат жариште. Граѓаните не можат сами да ја водат оваа битка без учество на институциите, смета Пешева. Погледни поинако. Не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Срничка живее како домашно милениче во Кичево. На официјалната страница на кичевското село Белица беше споделено видео на кое се гледа млада срна како слободно се движи и се храни во домот на едно семејство во селото. Ова е вистинска реткост, бидејќи овие животинчиња се нежни и мили, им е потребно долго време да стекнат доверба кај луѓето. Селото UN-17 представува прв градежен проект во светот кој ќе ги оствари сите 17 цели на одржливиот развој пропишани од страна на Обединетите нации. Неговиот иден творец е архитектонското студио Lentager група од Данска. Изградбата на UN-17 би требало да биде завршена во 2023 година. Стамбените капацитети на данската престолнина ќе се зголемат за нови 400 домови на површина од 35.000 квадратни метри. Целта на проектантите е селото да биде повеќекратно одржливо, од перспектива на заштита на животната средина, оперативните трошоци, социјалните аспекти, микроклимата во објектите, биодиверзитетот и слично. Градежниот сектор е одговорен за повеќе од 30% од глобалната продукција на гасови со ефект на стаклена градина. Овој проект покажува дека е можно да се смени аголот од кој се гледа проблемот, односно отпадот да се прифати како ресурс. Имено во градбата на ова село ќе бидат користени рециклирани, нетоксични, сертифицирани материјали. Покривите ќе имаат соларни панели, а градините на покривите ќе ја подобрат биоразновидноста. Основачот на компанијата Андерс Lentager објаснува дека преку својот проект настојуваат да им пружат на граѓаните прилика за одржлив животен стил. Светската здравствена организација наведува дека загадениот воздух е поврзан со 3 милиони смртни случаи во светот и со тоа представува многу голем ризик за здравјето и животната средина. Дейв Новак од шумската служба во САД со години го проучувал влијанието на дрвјата и дошол до одредени заклучоци. Новак открил дека дрвјата во САД отстраниле 17,4 милиони тони загаден воздух или за 850 смртни случаи годишно помалку. Четинари и брестови се добри за оваа намена, но и дабово дрво. Но многу е важно каде ги садиме дрвјата. Од страна, покрај патиштата, најдобро е да има дрвја, бидејќи на тој начин се стопира загадувањето да оди подалеку. Никола Узуновски, македонски уметник и дизајнер, кој 12 години живеел во Италија, студирал во оваа земја и во Финска, 4 години престојал во Тајланд, а во моментов предава дизајн и уметност во повеќе европски држави.
Користењето на обновливи извори на енергија е предизвик кој меѓународната заедница го мотивира на секаков начин. И во таа смисла, ако во еден период кај нас најактивна беше темата за сончевите панели, за производство на електрична енергија или топла вода за домаќинствата, сега се поактуелни се микропроектите и користењето на сончева енергија во функција на соларна кујна. Узуновски во Битола го реализираше перформансот Соларна кујна во паркот кај офицерскиот дом, со кој се отвори 13-тото издание на фестивалот за современи уметности АКТО. Македонскиот уметник готвеше различни јадења на сонце и ги спои науката, уметноста и екологијата. Уметноста е секогаш рефлексија на реалноста или дури акцентирана рефлексија на реалноста. Така да ние уметниците бараме, мислам, кои се најважните идеи и проблеми во општеството и гледаме да ги евиденцираме. За Македонија како контекст, мислам, уочуваме дека фали образование, фали наука, фали социјално општество, споделување. Така да ги спои сите тие три теми во едно уметничко дело. Каде што да, ја користам истиот процес, научен процес или дизајнерски процес да се реализира една соларна кујна, но таа ја дизајнираме на некој начин да биде по-лична, да изгледа како од филмот научна фантастика. И плюс споделуваме тоа што изготвиме на соларната кујна за да го отвориме тој дискурс со јавност. Имавме 5-дневна работилница со студенти и од основно, и од средно, и од завршениот факултет, и со научници, физичар и хемичар, кои објаснуваа кои се принципите физички и хемиски за да се дојде до таков производ или резултат. Но да, и самите поминувачи се распрашуваа што се случува како се еден од комшиите не следеше цело време, па и он раскаже како он правел соларни кујни за неговата викендица. И да, многу беа заинтересирани и на самиот настан на отварање, да се прашаат прашања како тоа функционира, како може тоа да се ради. Има различни видови соларни кујни во светот, од едноставни, направени со алуминиумска фолија, до софистицирани што сами го следат движењето на сонцето. Соларна кујна е проект во кој со концентрирана сончева енергија се овозможува готвење храна. Науката и сончевата енергија во функција на домашната кујна се реалност и затоа со овој проект сакам да промовирам вредности што се изгубени во Македонија, вели Узуновски. Овој принцип е со параболично огледало, но параболичното не е сферично параболично кој се концентрира во една точка, него е линеарно параболично каде што прави една линија на концентрација за да може да се стават две тенџериња и да се готви на пример паста или две помали јадења во исто време. Но самата кујна која е на пример една маса, структура за маса која лесно и се додаваат и одземаат делови, е направена како платформа која сакаме во иднина да развиеме со разни варијации, една за готвење, едно јадење, за друга за рерна, за скара и така. Ако се знае дека новите глобални тенденции во светот се насочени кон самоодржливо општество, а тоа значи користење на обновливи извори на енергија, како што во овој случај сончевата, тогаш нема пречки инженерството, физиката, уметност и дизајнот заеднички и мултидисциплинарно да помогнат на секое семејство. Изработката и ставањето во функција на соларни конструкции значи директен и голем придонес во заштитата на животната средина, бидејќи тие се прават од материјал што не е штетен и со високи стандарди за заштита на животната средина. Соларната енергија штеди секоја друга енергија и развива свест кај човекот за други можности за рециклирање, а во догледно време и за употреба на нецелосно искористена храна. Плановите на уметникот и дизајнер Никола Узуновски се врзани со мобилност во науката и употреба на македонската соларна кујна во пракса или, како што вели, во создавање на нови домашни навики и нова култура на однесување. Имам многу проекти, можеби најпознати, највеќе би го извел тој со сонцето во Арктичкиот регион, каде што правевме прототипи да се направи некој вид на вештачко сонце, кој е еден балон со огледало внатре и систем за ротација кој контролира позицијата на огледалото. И ако луѓето влезат во зоната кај што тоа огледало рефлектира, они веќе не го гледаат балонот, него гледаат само еден осјај и така може да се добие како сцена од научно-фантастички филм Небо со едно или две или три сонца.
Но метафората на делото е дека ние се наоѓаме сега во период на некој вид на преминување на економијата од економија базирана на карбонски горива во економија базирана на одржливи енергии. И како научниците истражуваат да подобрат квалитетот на соларните панели, тоа што ние како уметник правам, зашто не го мултиплицираме сонцето. И го имам веќе тој некоја идеја на посветла иднина со повеќе сонце. Големата индустриализација, користење на карбонски горива, преголемата употреба на пластика и штети на планетата Земја. Мораме што побрзо да работиме, да се вратиме на нека побалансирана економија и побалансиран живот со природата. Тоа видовме Кина како пред 5-10 години беше една од најзагадените држави во светот и само за 5 години ги затвори пола фабрики што загадуваат, го смени целиот сообраќај со електричен сообраќај и електрични возови и како за 5 години стана една од почистите држави во светот. Узуновски, како еколошки свесна личност, сака да го селектира отпадот, биолошкото ѓубре го фрла во дворот, се обидува да користи што е можно помалку енергија и овој начин на живот го промовира на своите работилници и преку своите уметнички дела. Уметноста е наменета и секогаш била само за таа причина, бидејќи ние ги памтиме само најемотивните моменти во животот, се користи уметност или пренагласување за да некоја порака од обична реченица ни ја преакцентира и ни ја остави од тајно сеќавање. Узуновски продолжува со развивање на идејата за соларна кујна, а веќе работи на проектот кој вклучува цепелин за транспорт на термосоларна енергија. Осло е зелена престолнина на Европа за 2019 година. Главниот град на Норвешка е доби оваа титула поради настојувањата да ги намале емисиите на штетни гасови од сообраќајот, преку стимулирање на употребата на електрични возила и велосипеди, заложбите за зачувување на природата, обновата на мрежата водни патишта и слично. Осло има план да ги намали емисиите на стакленички гасови за 50% до 2020 година, споредено со 1990 година. Во 2016 година Осло воведе така наречен климатски буџет во кој се регистрира секоја емисија на стакленички гасови. Истовремено воопшто не е изненадување што 1/3 од возниот парк во градот се состои од електрични возила. Има трамвај, електробуси и фериботи кои користат еколошка струја. Градот постојано расте, се градат нови станови, но акцентот е на одржливоста. Се користи домашната пазарна сила и се гради без фосилна енергија. Во северниот дел на градот, во 1800 година се наоѓале повеќе фабрики. Денес на покривите на модернизираните објекти има пчеларници. Летово имале 500.000 пчели кои произвеле 271 кг мед. Во Осло се планира забрана за движење на автомобилите само на некои поважни улици, а во другите реони ќе има повеќе зони за пешаци и велосипеди. Намалувањето на сообраќајот е од клучно значење, бидејќи здувните гасови од автомобилите се најголем извор на загадување во Осло. Неголемиот предизвик е да се намали бројот на приватни автомобили. Електричните автомобили се ослободени од даноци, што придонесува за зголемување на нивната продажба, но со тоа се фаворизираат богатите. Многумина кои не може да си дозволат да си ги заменат автомобилите на бензин и дизел со електрични, се чувствуваат неправедно казнети. Сепак поголемиот дел од граѓаните ги поддржуваат целите на градот за намалување на емисијата на штетните гасови. Една последна анкета покажува дека 3/4 од испитаниците веруваат дека е важно и неопходно да се направи нешто за намалување на емисијата на штетни гасови за 95% до 2030 година. Речиси над половина од нив ги поддржуваат целите дека треба да има забрана за автомобили во централното градско подрачје, додека 63% рекле дека со мерките кои се преземаат за остварување на климатските цели, Осло ќе стане еден подобар град.